Poštovani predstavnici na medijima, danas kad sme v selu Midol, osnovno učilište Karpoš, kada pravim jedan projekt, ko završujemo, ga puštamo upotreba, projekt su omacama sve opštine Kumano. Ovo je jedno najdistantno učilište po lokalnoj samoupravi. I tuga imamo problem, многогодишен проблем со санитарните јазди. Приоритет на местната заедница, местно население беше да се регулира однос за санитарните јазди, бидејќи постоечниот санитарен член кој беше Септикум беше во една многу лоша состојба. Без основа на сондажа на следното, заедно со лицата се општината Kumano, го направиме проектот за уклучување и топла врска на санитарните јазди за основното училиште Карпош. Значи направиме 3 санитарни дела, тоа е машки, женски и наставнички дел. Го споиме со постоечкото училиште, беше одделено. Направиме септичка јама и направиме партерно уредување и уредување на еден забавен парк за малите возрасти. Од една разбирлива причина. Ово училиште првпат во последните години завршува 20 дечни во прво одделение, што покажува 23 правовата страна, што покажува една тенденција дека се враќа животот и младоста во област на Макаби, така да имаме и обврска во тоа платформа. Значи проектот кошта 3 милиони и 200 хиляди, 2 милиона се дадени од МЦМС, поточно од Англиската амбасада, а милиони и пол денари се дадени од буџетот на општината. Значи заеднички проекти, што беше во Година, каде имаме инфраструктурни проекти. Тоа е заеднички проект на МЦМС на општина, кој покажува тенденција на добра соработка во почеток година и нешто. Имната заедница покажува некоја живост према опозицијските општини, го изразува моето задоволство за нивното партиципативно учество, што не беше пример во изминатите неколку години назад. Го поздравам овој напор на МЦМС, пред се на Англиската амбасада, голема благодарност од мене, уважањето на Кумано за овакви заеднички проекти, продолжуваме во таа насока и мислам дека тенденцијата е покажана сега, особено во руралните заедници каде имаме запоставеност на јавните објекти, односно едукативните објекти, како што се основни средни училишта и така натаму. Друго едно што кажам, оставам за прашање, имаме уште многу леки работи што треба да ги санираме, а се надевам дека ќе дадеме напор поради оваа тенденција. Благодарам.